Почнуваме со вестите на почеток за женското здравје. Расте бројот на жени кај кои лекарите диагностицирале карцином на дојка. Застрашувачка е статистиката на Штипската болница. 2 до 3 жени од источниот регион дневно се оперираат од карцином. Инаку Македонија е една од ретките земји во Европа каде смртноста од карцином расте. Од 2 до 3 пациентки со диагноза карцином на дојка дневно се оперираат во Штипската болница, што укажува на фактот дека месечно со оваа диагноза од источниот дел на државата се оперираат од 20 до 30 жени. Онколозите алармираат дека овие бројки не се целосни. Вистинските податоци можат да бидат поразителни. На дневна база може да се каже дека од источниот дел има 2 до 3 пациенти кои што се оперираат од карцином на дојка. Така што месечно низ нашата болница поминуваат околу 20 до 30 пациенти оперирани со карцином на дојка. Меѓутоа тука треба да се земе фактот дека не сите жени нели се оперираат во нашата болница од источниот дел, значи тој број е најверојатно и поголем од тие 20 до 30 жени. Почетната фаза на ракот на дојката може да се излекува кај повеќе од 95% од заболените. Затоа е потребна поголема здравствена едукација и превенција, советуваат лекарите. Првите скрининг тестови може да се направат уште во 20-та година. Секоја жена од 20 годишна возраст веќе може да прави ехо на дојка на 6 месеци, а над 38 и мамографија годишно, така што функционира, значи центарот се стави повторно во функција на центарот за дојка, значи понеделник, среда и петок. Само минатата година во Македонија се откриени нови 1200 случаи, или во просек кај 4 жени дневно лекарите диагностицираат карцином. Намета се жените на возраст од 45 до 55 годишна возраст. Во последните 15 години смртноста од канцерогени заболувања пораснала за 9%. И според бројот на смртни случаи, Македонија се наоѓа на 3-то место во Европа. 1% од општинскиот буџет за отворање на регионален центар за рехабилитација, бара Сдруженијето Сплотени срца. Штипските советници кои се на заминување во петок ќе одржат седница на совет, практично последна седница во овој состав. Надлежните од Државниот инспекторат за локална самоуправа се со став дека ниту еден закон не им забранува, но во време на кампања не смеат да донесуваат одлуки поврзани со финансиите, легализација на дивоградби и за прераспределба на работни места. Штипскиот совет за петок закажа седница на која што 23 советници од позицијата и опозицијата ќе дискутираат и ќе носат одлуки за извештаите на училиштата за поставување на урбаната опрема, а советот кој е на заменување последните неколку дена ќе има и нов советник на местото на советничката Марија Костова од СДСМ, која е назначена за член на управен одбор. Штипските советници од позицијата и опозицијата не гледаат проблем во одржувањето на седницата и покрај тоа што сме на половина од изборната кампања за предстојните локални избори. Ирис ги контактираше председателот на Советот на општина Штип, Владко Миташев и координаторот на советничката група на СДСМ Јане Миланов. Тие велат дека не гледаат никаков проблем од правен аспект за закажаната седница, бидејќи мандатите им се до 15 октомври, кога граѓаните ќе изберат нов состав. Но од друга страна, токму на високото законодавно тело во земјава, Македонското собрание за време на кампањата нема седници, а исто така дел од актуелните советници се и кандидати на листите на двете партии. Побаравме и одговор од државниот инспектор за локална самоуправа Рахим Муслију, кој за Ирис телевизија вели дека со ниту еден закон не се забранува одржување на седница на совети на општините за време на изборната кампања, но не смее да се расправа за работи поврзани со финансии, легализација на дивоградби или прераспределба на работни места. Уште седница и половина остана за предизборната кампања за сите учесници во предстојните локални избори.
Отворање на нова индустријска зона Плуждино, проширување на постоечките градски зони, економски развој и отворање на нови работни места, најави кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН за Штип Илчо Захариев. Кандидатот за градоначалник на општина Штип Илчо Захариев на денешната пресконференција вети отварање на нова индустријска зона на патот Штип-Радовиш. На локацијата Плуждино ќе се отворат нови фабрики со што ќе се возможи нов импулс за развој на локалното стопанство, рече тој, потенцирајќи дека урбанистите во општина Штип веќе работат на урбанистичкиот план за новата зона Плуждино. Еден од моите приоритети во наредните 4 години е индустријскиот развој и вработувањето на невработените лица во нашиот град. Припремаме комплетно 2 нови индустријски зони. Се наоѓаме на местото Плуждино. Овде ќе никне нова индустријска зона, каде ќе имаме 18 плацеви за изградба на 18 фабрики со површина од 5 до 6.000 метри квадратни, и тоа за лесна и заградувачка индустрија. Имаме заинтересирани инвеститори. Захариев најави и проширување на постоечките индустријски зони. Втората индустријска зона, што е за нас многу значајна и битна, е индустријска зона Запад. Тоа е индустријска зона која оди од Актива, Сема Квешен, па се до Калимерово, на 350 хектара ќе бидат предвидени над 350 нови локации за изградба, значи на погони, фабрики, секако тука ќе бидат предвидени, значи, трговски центри, големи маркети, и што уште позначено ќе дадеме комплетна логистика на транспортерите да бидат лоцирани надвор од нашиот град. Захариев на денешниот прес најави проширување на индустријските зони во 3 чешми и од Астибо до Лукойл, каде се планирани на 10 локации за нови инвестиции. Еден од најприоритетните проекти за Штип е гасификацијата и изградба на 20 километарска секундарна гасоводна мрежа, ветија на денешната пресконференција од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, општинска организација Штип. Гасификацијата на градот Штип е еден од приоритетните проекти за СДСМ, истакна на денешната пресконференција Јане Миланов, кандидат за советник. Гасификацијата на Штип ќе влијае на намалувањето на трошоците на доматинствата, институциите и на приватните компании. Со оваа мерка граѓаните ќе имаат бенефит од 40 до 50% помали сметки за грејање. За 4 години ќе изградиме 20 километарска секундарна гасоводна мрежа. Со воведување на природниот газ ќе се создадат услови за поголема економичност во работењето во индустријата, намалена потрошувачка на енергенси, зголемена продуктивност, намалување на трошците за инвестиции. Миланов истакна дека со гасификацијата ќе се привлечат и нови инвеститори и ќе се отворат нови работни места. Намалена емисија на штетни гасови во атмосферата, намалена нелегална сеча на дрва, што е особено важно за зачувување на постојниот шумски фонд, кој во општина Штип е на сосема ниско ниво. Сите заинтересирани домаќинства, јавни институции, приватни и домашни инвеститори ќе имаат бенефит од овој капитален проект. СДСМ на денешната пресконференција со видеоматеријал го прикажа проектот за гасификација на Штип. Изградба на студентски дом, скейт парк и велосипедска патика за екстремен спорт најави денеска на пресконференција носителот на листата на советници од ВМРО ДПМН Иван Јорданов. Освен планираната изградба на нов студентски дом, во насока на подобрување на ученичкиот и студентскиот стандард, во план е реконструкција на студентскиот дом Браќа Миладиновци. Во план е изградба на скейт парк со кој за прв пат ќе им се овозможи на љубителите на скејтањето да уживаат во овој спорт. Штип за прв пат ќе се здобие и со велосипедска патека за екстремен спорт. Новите активности на Штипското здружение за правата на ромите се во знакот на реализација на проекти поврзани со повратниците од странство и бесплатната правна помош. Здруженијето за правата на ромите од Штип продолжува со активностите за едуцирање и заштита на ромската популација. Програмите за млади роми се реализираат во континуитет, а продолжува и бесплатната правна помош. Новите проектни активности на Здруженијето за правата на ромите во Штип се насочени за помош на лицата повратници од странство, а се поврзани со азил. Со германската влада имаме склучено договор за спроведување на проектни активности
така да целната група во проектните активности ќе ни бидат повратниците, лицата баратели на азил во земите на Европска унија, така да ние веќе започнавме со работа со целната група, веќе одржавме неколку работилници и континуирано мобилниот тим на Сдруженијето за правата на ромите е на терен, така да идентификува секој ден нови и нови семејства кои се враќаат од европските земји. Од 25 до 29 бевме на студиско патување во Сојузна Република Германија, така да имавме едно поучно патување, имавме прилика да се запознаеме со националностите кои и на каков начин ги имаат уредено нивните права и обврски спрема своите држави, така да имавме прилика да видиме како данците во Германија ги регулирале своите права и германците во Данска како склучиле меѓусебен договор помеѓу двете држави. Бесплатната правна помош е постојана активност, но исто така граѓаните бараат и посредување за пополнување барања за здравствена и социјална заштита. Сдруженијето пружа континуирана бесплатна правна помош на лицата повратници и семејствата кои се враќаат од земите на Европска унија. Ние активно работиме и активно ги спроведуваме нивните потреби. Тие прилично доаѓаат овде со барање да им поднесеме потребни документи за користење право на социјална заштита, на здравствена заштита. Имавме неколку постапки за вонреден упис во матична книга на родените за децата кои се родени во странство, така да постапките се веќе во тек и во тек на решавање на истите. Имаме поголем број на семејства кои се баратели, на кои им помогнавме да поднесат и барање за користење социјална парична помош, така да сите тие постапки лека по лека се надминуваат и се решаваат. Сдруженијето за правата на ромите во Штип во овој период реализира и проектни активности со мировниот корпус. Сдруженијето Сплотени срца бара 1% од општинскиот буџет да биде издвоен за отворање на регионален рехабилитационен центар. Изградбата на ваков центар со сместувачки капацитети за 100 лица со посебни потреби би чинел околу 110.000 евра. Освен од општината, пари може да се обезбедат од ресорното министерство и од европските фондови. Невладината организација Сплотени срца бара 1% од годишниот буџет на општината да биде наменет за отварање на прв рехабилитационен центар во источниот дел од државата. Идејата е веќе разработена, потребно е само да се стави на хартија. Според правичниот план, овој рехабилитационен центар ќе треба да одговори на потребите на сите лица со посебни потреби. Ќе биде поделен во 3 дела, и тоа за деца, млади и возрастни. Тој центар е замислен како рехабилитационен центар во кој што би се работело со нашите деца и значи секој дете би се оспособило за самостоен живот понатаму. Значи тој центар би имал и сместувачки капацитети во кој што децата посред смртта на родителите и физичка немог би разгрижени. Средствата кои ќе бидат издвоени од општинскиот буџет ќе послужат за обуки и до усовршување на стручниот кадар. Ние сакаме, значи општината, бидејќи сме околу 10% од граѓаните на општина Штип се засегнати со овој проблем. Значи ние барем 1% од буџетот да биде искористен за овие деца. На кој начин? Значи од почетокот прво и основно е да се обучи и дообучи кадарот. Значи актуелниот кадар да се плати на обуки, не на семинари. Семинар е 2-3 дена, ништо не се случува. Значи обуки во кои што во веќе актуелни центри надвор од земјата би отишле вработените и нашите деца, значи да видат вработените на практичен начин како се работи во тие центри. Правичните калкулации на Сдруженијето Сплотени срца покажуваат дека за отварање на ваков центар што ќе може да згрижи околу 100 лица со посебни потреби би чинело околу 110.000 евра. Покрај општината, финансиски може да учествуваат ресорното министерство, но и да се обезбедат пари од европските фондови.
Пејачката група Ленка Пингова успешно го представи Штипското здружение на пензионери на фестивалот Трета доба живење во Љубљана. Сдруженијето на пензионери за Штип и Карбинци учествуваше на меѓународниот фестивал во Љубљана, каде се пееше и играше. Фестивалот е насловен Трета доба на живење. Штипските пензионери настапија со фолклорната група Ленка Пингова. Нашето здружение на пензионерите од Штип настапи со групата Ленка Пингова, пејачката група Ленка Пингова. Исклучиво беа народни од Овчеполијата и од Кратовскиот дел. Што значи и од Паланачкиот дел, тоа се настапивме со 4 песни. Во Љубљана штипските пензионери добија награда уметничка слика и посебна благодарница за учество на фестивалот. Награда добивме, наградата е уметничка слика со наш од нашето поднебие, тоа е мак, и друго добивме посебна похвалница за тамо не е такмичењето е надпреварувачки, не е бодирано, што значи меѓу 15 групи ние сме уврстени меѓу челните, а додека учесници имаше преку 80 учесника. На музичкиот фестивал Трета доба живење во Љубљана учесници имаше од Австрија, Италија, Швајцарија, Унгарија, а од Македонија заедно штипските пензионери настапија со фолклорното друштво Ѓорче Петров. Земјотрес од 3,7 степени според Рихтеровата скала денеска во 14 часот и 53 минути е почувствуван во Источна Македонија. Според податоците од Европскиот сеизмолошки центар, земјотресот бил на 5 км северозападно од Пехчево и 10 км североисточно од Владимирово, на 2 км длабочина. За сега нема информации за евентуална материјална штета или повредени од земјотресот. Еве една најава на предстоен настан кој ќе се одвива во деновите од викендот за сите љубители на шахот, поточно за учениците од училиштата во Штип. На 7 октомври, сабота, со почеток во 10 часот во Средното општинско училиште Јане Сандански Штип, во организација на спортскиот шаховски клуб Медицинар, кој е во склоп на училиштето, ќе се одржи шаховски турнир за основците и средношколците од општина Штип. А фудбалерите на Астибо остварија 2 победи и по 2 одиграни кола се на чело на табелата во првата футсал лига на Македонија. Престојниот викенд во Штип ќе се одигра локалното дерби со Мал Ајакс, а следната недела Астибо ќе биде повторно домаќин на актуелниот шампион тимот на Шкупје од Скопје. Стартот во новиот шампионат на лигата во мал фудбал ветува дека првенството ќе биде интересно, возбудливо и до крај неизвестно. Тоа го потврдуваат резултатите по првите 2 одиграни кола, кои донесува одличен, атрактивен и пред се ефикасен фудбал. Градот Штип годинава е представен со 2 екипи во првата футсал лига на Македонија, тимот на Астибо и на Мал Ајакс. Одличен форма и добро резултати оствари тимот на Астибо, кој во првите 2 кола оствари 2 победи. Во првото коло во Штип го победи тимот на Јувентус Сарава со резултат 5:4. Во второто коло на гости во Тетово го победи тимот на СЕ Универзитет со резултат 5:2. На табелата Астибо се наоѓа на првото место со 6 освоени бодови, гол разлика 10:6, колку што има и актуелниот шампионат Скопје, но со гол разлика 6:2. Вториот штипски представник во лигата Мал Ајакс лошо започнала сезона. Нанижа 2 порази. Во првото коло во Тетово загуби од СЕ Универзитет со 9:5, а во второто коло во Штип загуби тимот на ЦИКО со резултат 3:5. Следното трето коло ќе се одигра во сабота, во кое во Штип ќе се сретнат локалните ривали Астибо како домаќин и Мал Ајакс. Од секогаш овие комшиски дерби надпревари предизвикувале голем интерес и внимание, а секој така ќе биде сега во еден прволигашки надпревар на 2 штипски екипи.
а Стиво во четвртото коло ќе биде домаќин, кога се очекува нов фудбалски празник во Штип со доаѓањето на актуелен шампион тимот на Шкопје од Скопје. Многу дилеми околу тоа кој ќе биде фаворит во ова првенство ќе биде појасни по овој натпревар помеѓу екипите на Стиво и на Шкопје. Толку во информативната програма на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието, но останете и во продолжение со Ирис телевизија и имајте пријатна вечер.